Мисковски, вие велите тука дека била истечена лиценцата. Ако била истечена лиценцата цела година, зашто полицијата кога била да го проверува тоа не го затворила објектот? Година дена Панчо Тошковски е министер од јануари или февруари, мислам 24-та, така беше. Зашто полицијата не го затворила? Тоа е првото прашање. Второ прашање, за да има пиротехнички материјали, мора да има дозвола, сертификатот, комисија во МВР треба да полага за да го добие тој сертификат. И собственикот и тие кои што внатре се вработени, кои што управуваат со дискотеката. Го нема тој сертификат. Вчера дополнително имало полиција внатре. Полицијата ги затворила вратите додека се правела рацијата. Мене не би јасно како тоа постапила полицијата, ги затворила вратите внатре, а не ја затворила дискотеката или не ја прекинала забавата да ги и да ја испразни дискотеката. Ќе ви одговорам на извинете, прашање. Четврто прашање имам уште едно, ќе го памтите. За работа после 1 часот на полноќ. Согласност дава општината. Ова се случило вчера во 2:30 после полноќ. Од градоначалникот одговорност него да ќе побарате, со оглед на тоа што оваа дискотека нема ни дозвола за реновирање, а цело лето реновирале. Еве ќе ви одговорам на сите ваши прашања. Прво, не е точно дека полицијата ги затворила вратите. Шпекулирате, не ја говорите вистината. Второ, полицијата не била таму да контролира дали има важечка лиценца или не, туку се вршила проверка, бидејќи постоеле информации и основа на сомневање дека се тргува со недозволени субстанции и дека во местото има малолетници. Полицијата доаѓа 5 минути пред да се случи, за жал, овој настан. И во тој момент група полицајци е со лице за кое што постои основа на сомневање дека врши недозволено тргување со недозволени материјали, а додека полицајецот, кој што за жал е починат, врши легитимирање на гостите и констатира дали се тие малолетници или не се малолетници. Тоа е прво. Второ, објектот е кабаре. Според закон за угостителство, кабарето не е надлежност на градоначалникот, туку на Министерството за економија и има работно време од 22 до 04 часот. До 04. Прочитајте го законот. Па не сте го прочитале добро. Што се однесува до сето останато, министерот Тошковски кажа и за распреснувачките материјали, и за сето останато, апсолутно ви кажа и ве молам да се држиме до официјалните информации, без да шириме конструкции и шпекулации во јавноста. Благодарам. И министерот ми го рече исто, па јас поставувам прашање. Покажете почитување кон жртвите, денеска ви одговорив на 4 прашања. Може ли едно прашање само да поставам? Кога се случи трагедијата во модуларната болница, побаравте оставка од владата. Рековте дека чувствувате чувство на гадење затоа што не поднеле оставка. Ќе го направите ли сега истото? Не, прво ќе ги поразнам сите овие кои што го доведе овој систем да биде корумпиран и затоа што се случи и тоа во модуларната болница, и затоа што се случи и Стабри, затоа што се случи сето на кој што се случуваше, и нивните слуги и лакеи, а потоа ќе излеземе на избори пред граѓаните и тие се најголемата морална потврда за кредибилитетот на еден политичар. Бев јас од 6 часот наутро во Кочани цел ден. Бев во просториите на полициската станица во Кочани. Повелете. Робусна акција за објектите угостителски низ цела Македонија. Прашањето е зашто до сега немало оваква акција, каква што најавувате сега. 9 месеци, како што сам кажавте, сте влада, 9 месеци имате институции, 4 години имате локална власт, зошто до сега немало оваква робусна акција? Еве ќе ви кажам. И не ви одговоривте претходно, извинете, за пиротехниката и за сертификатот. Не ви одговорив. Се поикав на одговорот на министерот Тошковски, он многу правилно ви одговори, не треба да се повторувам. Поврзано со акцијата. Изминативе 8 месеци имавме акција против криминалците кои што не труеа сите и продава мазут низ државава и на грбот на граѓаните печалеа милиони. Изминативе месеци имавме робусна акција против оние кои што со игри на среќа создаваа милиони, милиарди на грбот на граѓаните, па сега се бегалци. Изминативе месеци се пресметувавме со така наречената енергетска мафија, која што ги празнеше државните ресурси и уништуваше. Апсевме корумпирани врховни судии и така натаму и така натаму. Во чело гудривме системот и ќе продолжиме да се бориме со овој корумпиран систем. Ќе бидете тука, ќе гледате.
ќе закопаме секаде. Нема да има никој да биде спасен, нити амнестиран. Дали имате дополнителни прашања? Ве благодарам.